Шарената револуција е скапо платен проект за кој што стојат милиони кои што се сливаат на приватни сметки, а за возраат токму тие лица се во првите редови удар на тупаница на СДСМ, пишува порталот Нетпрес, објавувајќи листа од лица кои земале хонорари од невладините организации директно финансирани од фондовите на американскиот милиардер Џорџ Сорос. Според Нетпрес, на платниот список на Соросовите организации се наоѓаат новинари, јавни личности, актери, професори, самопрогласени граѓански активисти, пратеници, адвокати, судии и политичари, аналитичари кои на големо сакаат да креираат една искривена слика за реалноста, влечејќи го општеството во уште поголема криза, пишува порталот. Нетпрес пишува дека на приватни сметки во изминативе 2 години завршиле неколку милиони денари. Вкупно 77 организации ја сочинуваат мрежата на Сорос и платформата Граѓани МК. Според податоците на Нетпрес, ова е искористено и како база на иницијативата Протестирам, но и тоа се истите невладини организации со кои претседателот на СДСМ Зоран Заев потпиша платформа за соработка и кој активно ги протежира при преговорите за надминување на кризата како спотер организации кои треба да бидат негов инструмент. Нетпрес пишува дека Лидија Димова, која е пратеничка на СДСМ и прв човек на Партискиот совет за евроинтеграција, на својата сметка земала 100.000 денари од Македонскиот центар за европско образование, организација финансирана исто така од Сорос. Според порталот, скандалозно е тоа што Димова претходно беше преседател на МЦЕО и тоа значи дека Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование си префрлала пари на Лидија Димова од СДСМ. На списокот е и поранишниот министер на СДСМ и кандидат за председател Љубомир Фрчковски. Тој во 2014 година по основ на авторски права и договори земал хонорари преку Соросовата форум ЦСИД Скопје и Македонскиот центар за европско образование. Американскиот новинар Питер Бирн, кој пред неколку дена на влијателната американска телевизија Fox News објави дека Сорос, за да избегне да плати данок, своите милиарди ги криел на сметки во офшор земји како Панама и Кајманските острови. Бирн во изјава за Канал 5 вели дека Сорос, за кого во САД се смета дека е близок до разузнавачките служби, финансира невладини организации кои во одредени земји имаат задача да ги сменат општествените текови. There's been investigations of Mr. Soros that go back 30 years that claim that he's an asset of the Central Intelligence Agency. And, he certainly has worked with groups like USAID, which is very much part of the intelligence community. So, Mr. Soros, who conveniently appears to keep all of his billions offshore so he doesn't have to pay taxes, does actually work quite closely with the United States government and according to many people, with the intelligence agencies to change the direction of societies. He's especially got a tremendous dislike, apparently, for Russia. And if you notice that the Panama Papers, when they were first published a few weeks ago, the main articles that were written were about Putin and people that George Soros doesn't like. So I thought that was pretty interesting, since he's giving the Panama Papers group 1/3 of their budget. Their budget is $1.8 million a year, and he's contributing $500,000 a year to that. Парите од сметките на Сорос, како што открил Бирн, биле користени за купување и продажба на оружје, производство и собирање на разузнавачки информации.